Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во изминатите 3 години покажавме што значи вистинска грижа за земјоделците и земјоделството. Субвенциите ги зголемивме, а нивната исплата се одвива редовно, навремено и неселективно. За овие 3 години овозможивме директна и индиректна поддршка во земјоделството во износ од над 430 милиони евра. Воведовме зелена нафта. Околу 200 милиони денари завршија назад кај 55.000 земјоделци. Поддршката за млад земјоделец ја зголемивме од 10.000 евра на 20.000 евра. Го решивме наследениот проблем на лозарите, кои имаа побарување од повардарија и стефани. Важно ни е земјоделството, важни ни се земјоделците и затоа грижата за нив во следните 4 години продолжува и тоа уште повеќе. До 2024 година обезбедуваме целосно бесплатна 100% субвенционирана зелена нафта за сите земјоделци и двојно повеќе пари за поврат на персоналниот данок за земјоделците. Поддршката кон младите земјоделци, кон жените земјоделки продолжува. Земјоделството, домашното производство се особено важни во ова време на глобална криза. Затоа носиме земјоделски политики насочени кон создавање на одржливо, конкурентно, модерно и иновативно земјоделство и производство со повисока додадена вредност. Од друга страна, ВМРО-ДПМНЕ и на власт и во опозиција ги манипулира земјоделците и гази врз нивниот труд. Цели 11 години ВМРО-ДПМНЕ го уништуваше земјоделството. Субвенциите ги исплаќаше селективно, даваше државно земјиште на лажни земјоделци и партиски членови и функционери и го погази нивното достоинство и труд. Затоа, на 15 јули, земјоделците ќе изберат повисоки субвенции, сигурен пласман и повеќе пари во своите буџети.